Со положување свежо цвеќе пред фотографиите на починатите, денес средношколците од Средното општинско училиште Јанен Сандански Штип се збогуваа со своите сокласници. Облечени сите во црно во знак на нивната тага и солзите кои се ронеа по нивните лица, тие го одадоа последниот поздрав со своите починати сокласници. Настава во училиштето денес нема, а директорката Марија Николик, педагогот во училиштето како и професорите со огромна поддршка до сите ученици, со што заеднички во следниот период ќе ги поминат болките и сите тешки ситуации. Секој што рака стави, да нема ден, да нема миг, да не зажали. Почалство негде кај слама гореше светот, како од утре да не плачеме, да не жалиме, кога да нема веќе. 9 години поминати заедно, истекоа како капка роса од мазно ивче. Растевме безгрижно, со надеж и љубов сплотени, така не научи. Делевме доречок, делевме и среќа и тага, и се поминавме заедно. Се навикнав на твоето присуство и го чекав секој следен ден да дојдам во училиште. На секој час по физичко јас и ти играв на кошарка, пак заедно. Во помина време, кога дознав дека посредно повторно ќе бидеме заедно и истина ме встрекна, што ќе продолжам да чекам со истите луѓе со кои помина огромен превод. Повторно јас бев таа која го чекав секој следен ден, секоја насмевка споделена, секоја шега и добрина, секој искрен поздрав кога посветувавме едно на друго. Разминувањето насмевки во училишниот хол, насмевки кои склопени заедно ја докажуваа таа носталгија која беше врежена длабоко во нас. Покрај во Средното медицинско училиште, почит и избогување одадоа и студентите од Универзитетот Гоце Делчев Штип. Ситуацијата и таму беше тажна, со многу плач и болка. Инаку во универзитетот присуствува и професорите, како и ректорот Дејан Мираковски. Со палење свеќе и цвеќење повеќе минутен молк и овде се оддаде почит на загинатите кои загинаа во трагедијата во Кочани.